Господи, Исусе Христе, Сине Божи, помилуй меня грешного. Возлюбени во Христа Бога, браќи и сестри, Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Христос воскресе! Вистина воскресе! Радост и доме. Радост. Денеска ја живееме радоста од светото и светлото Христово воскресение, односно радоста што надоаѓа како последица на победата на животот над смрт. И таа радост, вели отецот Александар Шмеман, неможно е да се задржи во рамките на црковните ѕидови. Таа радост ги пробива сите вештествени бариери и продира и ги освојува сите простори. На таа радост, односно на таа победа, и границите на овој свет, колку и да се недофатливи за човекот и за неговите научни инструменти за истражување на просторот, таа радост и таа победа не прават сопричесни со вечниот и несмртен живот на троедниот Бог. Истото тоа се случува и однатре во нас. Може ли границите на нашето тело да ја сопрат духовната радост што од срцето извира и му се дава на светот? Срцето, браќа и сестри, не е оноа срце за кое што анатомијата на човекот знае и ни зборува. Вистинското срце има духовна природа и тоа има сила и способност да го собере целиот човек во себе и од него да произлезе целиот човек како личност Богу подобна и сообразна по прашањето на творењето, по прашањето на креативниот живот, зашто човекот му е соподобен на Бога според можноста да сотвори. Дали некогаш сте се прашале што ќе се случи со бебчето, што мајката го носи во својата утроба, ако не се роди во 9-тиот месец? На сите ни е познат страшниот и трагичен исход на тоа дете, бидејќи смртта ќе го изеде. Еден познат руски философ, Василий Розанов, го поставува токму тоа прашање. Што ќе се случи со новиот живот во утробата на мајката, ако тој ист живот на мајката и каже не сакам да се родам, мене ми е добро во твојата утроба, топло ми е, имам храна и се што ми треба. Последицата на таквиот однос
ќе биде смртта, се разбира. Што ќе се случи со малечкото пиленце во јајцето, снесено од квачката, од кокошката, ако не се роди во времето од Бога определено за него да живее во овој свет, тоа пиленце треба да го напушти гробот наречен јајце. Како што детето треба да го напушти гробот наречен мајчина утроба. Како што човекот треба да го напушти гробот наречен свет. И сето тоа Христос Бог ни го откри. Та голема, несогледливо голема тајна на животот ни ја откри Христос во неговото свето и светло воскресение. И ние сега ги разбираме зборовите, што ангелот им ги кажа на жените мироносици: зошто сте дошле на гроб? Кого го барат? Живиот меѓу мртвите го барат. А позната е антрополошката синтагма на православната философија на живење според Богочовекот Христос, дека Бог не е Бог на мртовци. За Бога мртовци не постојат, сите се живи. И денеска и небото ликува, и земјата, и упокоените, и ние живите. Еден народ Божи сме, црква Господња. А просторите на Светата црква Божја се далеку поголеми од просторите на севкупната икумена, на севкупниот свет, од Бога, од рацете Господни создат. Самиот свет, Светата црква го подразбира како храм, првиот храм од Бога создаден. За во него, во тој храм, да живее и да богослужи првиот свештеник, Адам, нашиот братат. И тие соодноси воопшто не се промениле, браќи и сестри. Сега Адам со благослов Божи изроди племиња и народи. И под капава небеска има место за сите. Колко е погрешно кога комшијата со комшија за педа земја ќе си ги вадат очите. Колко е погрешно кога народ со друг народ истото го прават за педа поваму или потаму границата. Или зашто било што на човекот му доаѓа од оваа земја, која што Бог ја создал за да му служи на човекот, а не тој на земјата. Во молитвите што ги читавме, сабајлето, во саботата, утрото, псалмопевецот поетски вдахновено не соочи со сета вистина, со што го збуни Христос Адом. Со својата духовна природа. Со небото. А небото е просторот на живење на Бога. Небото не е географски поим. Небото е духовен поим. И сето тоа е собрано во теологијата на Светата Пасха Господња. Сега, кога светот трпи невидени кризи, кога секојдневно се случуваат некакви војни и економски и секакви други кризи,
теологијата на воскресението Христово, воскресенската теологија, на светот и на човекот му се повеќе од кога било потребно. А ние сме сведоци на тоа. И такво поведение треба да имаме како христијани. Да живееме како сведоци, а не како паднати од Марс, кои што ништо не знае. Купи ден помини. Таа философија е срамна за нас, православните христијани. Ние имаме што да му соопштиме на човекот и на светот. Но сме се замолчали. А зошто, браќи? Зошто? Затоа што бараме варусани гробови. Затоа што бараме мртовци. А не живот вечен. Тоа што денеска Христос ни го даде, реално ни го даде. Тоа не е фантазија, не е мечта. Плод на мечтата е злото, како несоздадена категорија од Бога. Злото нема своја природа, нема свое битие. А се друго што Бог го создал, и го создал за да го стави во рацете наши, да ни служи, а не да му служиме, да не градиме идоли од овој свет, но Бог не допушта да градиме идоли и од Бога. Тоа е посебна тема во теологијата, исто така многу важна за нас. Значи, денеска радоста што блика од нас и ги пробиват зидовите на храмов, за да ги допре срцата на сите браќи и сестри наши насекаде во светот, да ја понесеме дома. И нашите домови да играат од радост на воскресенство. Децата наши да растат и да се хранат со истата таа радост. Зашто сме ги прејале со лажни радости, со лажни надежи, со лажна и прилично отровна и убиствена храна. Светото и славното Христово воскресение да не отрезни од пијанството или опиеноста со овој свет, е да би му служиле со целиот свој живот на Бога Создателот и на ближниот наш. Конечно, во него, во нашиот ближен, во братот и сестрата наша, него да го препознае. А тој, другиот, во нас, Христа Господа да го познае. Амин. Христос воскресе!